Здраво живо! Со нас е бардот на македонската новосоздадена музика. Значи со нас е маестро Миле Барбаровски. Здраво живо! Здраво живо и добро дојдовте во нашиот крај. Така, добре најдов. Да ви кажам дека македонската музика, новосоздадена песна, слободно можам да кажам дека еволуира со многу брзи чекори низ музиката на маестро Миле Барбаровски. И јас лично од него што научив е пред да се прави песна никогаш да не се возбудува. Тој за секоја песна и колку да е мега хит голем, прво што кажува, требаше за некој фестивал да се направи песна и ние така поднаправивме една мелодичка и таа мелодичка да не ги набројувам сите песни, ќе имате прилика на страницата да ги видите, да кажеме најголемите евергрини, најголемите хитови, и затоа многу ми е задоволството е мое што воопшто го познавам и што имаме една многу пријателска и повеќе годишна релација. Дали точно кажав нешто ако сгрешив? Да, Злата, ти благодарам на убавите зборови, него тега те гледам тебе, пошто ве познам од помалечки, и како да се гледам сами од себе. Јас исто почнав од многу мали нозе и немаше друго, него радиото беше тука, нели, во собата, и друго немаше телевизија уште во тој период кога јас слушав музика така многу со тие грамофони први, трубадури, како се вика, не знам. И фактички народната песна, македонската народна песна ми е од, не знам, од дете влејана во мене со самото слушање, дури мислам дека нема песна што не ја знам ако е пуштена на радио Скопје во тој период. Се што било, значи се сум впивал во себе. Така да, со времето, нели, како што раставме, подзавршивме основно, па отидов во Штип средна музичка, па дојде во Скопје на академија и сето тоа се некако наталожи. И јас стално зборувам, ако не беше таа 85-та година во Ландовскиот фестивал, со сигурно немаше да излезат тие песни што ги поднаправивме една екипа во тој период на млади автори, бидејќи, знаеш што, јас не влегов многу млад во компонирањето, јас имав веќе 31-2 години така. Значи, тоа било наталожено, тоа сакам да кажам, иначе музиката тлеела секој пат во мене, ама немало ние во тој период како да се искажеме тие млади деца автори. И затоа, не случајно сега кога зборуваш така, јас сум задоен буквално со народната музика и сакам до крај да ја истерам. Јас може знам и друго нешто да подработувам, али знаеш како, кога веќе си во еден правец и убаво е така да размислуваш во тој правец напред и така да во тој период ти подизлегува, вие бевте уште помали, вие сте сега таа втора генерација, јас што зборувам, на автори плодни, музичари кои се најдоа наследници на тие, да речеме, нели, попрви композитори и пејачи што ги правеа тие песни. Така да, точно е тоа што го зборуваш и ми е многу драго што, еве, порасна и правиме некој муабет за музиката каде што сум и јас и ти и ме познаваш и ти добро, а и јас те познавам и баш ми е драго што, ете, да го заседнам. Јас уште не сум пораснат. Ќе пораснеш, има време. Музички. А уште ова многу сакав и јавно и вас да ви го кажам дека иако се тие темели врз, нормално сите се темелиме врз изворната македонска музика, значи вашата музика е многу оригинална и едноставно е многу урбана. Е евергринска, меѓутоа многу урбана, значи во било кој објект, во било кој момент да се пушти ваша песна, ако не може да разубави за пригодата, сигурно дека нема да пречи. Тоа е една чувство за естетика, една префинетост, што сепак мислам дека нормално дека и се работи на тоа, но сепак треба да се носи во себе таа педантност,
тоа не значи во музика, него и во движење, и како човек, значи не ми е срам заради вас, не ми е срам да кажам дека се занимавам со народна музика, дека и Миле Барбаровски се занимава, но вие сте човек што баш вистинска слика на народњак, интелектуалец, што е многу тешко да се постигне, да се задржи тоа ниво во кај нас. Многу грешат младите, мислејќи дека народната музика значи едно време како синоним за нешто второстепено така. Сега дојде време, ти кај да одиш, што да правиш. Ти си од овде и секој пат треба да го покажеш што твоето, ти од кај си. Инаку никој пат кога идеш во друга земја или не знам на друг континент, не можеш да видиш ти тоа таму тие што се. Ние се подзанесуваме малце во тие помладите години дека можам да видам ова, можам да не. Ти си тука затоа таа есенција е овде во овој дел на ова земја топка во Македонија и затоа е многу вредно. Јас работев 40 години во филхармонија. Само ќе ти го кажам ова, како што подизминуваше времето, почнавме да ставаме македонски автори во кои имаше тие непарни ритми, 7, 9, 8, и кога ќе дојдеа диригенти, големи диригенти, обично стававме за овертири такви, значи, од Прокопиев, од Смокварски, така. Тоа беше за нив најголемото откритие. Значи, најголемото откритие тие не можеа да го сватат тоа на кој начин. Имаше еден диригент да вика: Миле, јас не го разбирам ова многу, али знам да слушам. Затоа многу пати кога ќе доаѓаш овде, да ме ти вози, јас по тебе ќе те следам, да ме во диригентска смисла, сакаше да каже дека не му лежат тие ритмови. И ние додека самите овде не се девалвираме, не знам што да кажам, разбираш, ја проценуваме, може. Од надвор секој кој ќе дојдеш овде беа воодушевени. И на сите турнеи немаше наше дело да не го свиреме како увертира, кај што и тоа беа овации. Тоа е на Сардинија, кај што имавме една од Прокопиев, стававме како за увертира таму. Такви делови. Па таму полудеа италијаните, што да ти кажам, разбира, со тие непарни ритми и тоа вече. Само ние не го знаевме во тој период. Затоа да не ти е срам, тоа беше моментот дека се занимаваш со народна музика и на еден симпозиум, еден голем музиколог рече: најголемиот веќе, уствари, голем композитор може да се роди од овие колени што сме држави, од Македонија, од Бугарија, Србија, затоа што од големите диригенти се искористија тие полки, мазурки што беа, разбираш, таму во Полска, Чешка, Русија, Германија. Од овде мора да се јави голем композитор, затоа што ова е уште не истражено поле на музиката. И овде има многу материјал. Среќа е права што уште не го подразбират овие поголемите државинчи, ќе го обработат и почнаа веќе да работат на тоа, само ние не сме свесни. Затоа, да не ти е криво воопште што се занимаваш со ова, еден ден ти пожелувам сам, пошто знам како напредуваш, да направите уште поголеми работи од овие ние што успеавме да ги поднаправиме. Пошто времето поминува. Нашто е толку, уште некоја година ќе подработиме. Тоа никогаш не се знае, може би уште некоја година, може би уште некоја деценија, да се надеваме. Дај Боже да ни служи мозокот, јас стално тоа го зборам, бидејќи додека е здрав човек и се надева на нешто. Искрен да бидам, ете, и јас ги почитувам и сериозната музика, меѓутоа... Ние сме поминали низ тоа, така, али да не го заборавиме ова. Меѓутоа, за мене најсериозна музика е вашата музика. И затоа јас научив дека има други луѓе кои треба да се занимаваат со сериозната музика, а тоа не сум јас или не сме ние народњоците, а од народната музика, значи македонската народна музика, за мене сте Моцарт, Бетовен и сето тоа натака. Не дека ги игнорирам. Големи имиња, добро, фала ти на комплиментите, али... Не омаловажувам ништо од тоа што е... Само преска рече една работа. Треба работа на сето тоа. Да не испадне дека нешто Господ
ти ухнал или ти дал малку повеќе од другите. Не, Господ дава може на сите, малку на некој повеќе, али треба работа. Научив јас една работа, дека без секојдневно работење, тоа ми го кажа еден професор голем, дека мора секој ден да се работи на тоа. Бидејќи, ние викам, готово, сега направив, сега не ми треба. Јас, од кога ќе поднаправам нешто, сега имам уште поголем предизвик. Зошто? За да не се поновиш. Кај нас има една опасна работа, кога повеќе нагло се стварат песни тие работи, може да се поновиш, да речеме. Затоа, уште од другиот ден, јас имам една навика и не ја оставам, секојдневно мора да седнам дома на пијаното, тако звано сајзер. Добро, помагало. Помагало, Значи, точно, помагало. затоа што моравме. Јас имав пијано, морав да го продам, бидејќи во зградата на сите им пречев тоа да се пренесуваш така. И купивме синтесајзер со потенциометри, така да во секое време можам да работам. Сакав да кажам дека секојдневно музиката е таква работа. Јас зборував за добро и за од Господ дадените работи, меѓутоа од самиот почеток е домашното воспитување, сепак тие работи се учат, но сепак кога ќе излезете по тие училишта, сепак веќе мора да се има коренот. И зборував за тој еден цврст сигурен темел и за едно чувство на естетика, на префинетост, што се однесува и пак да кажам и во одење, и во облекување, и во држење. Тоа е нешто што секогаш воодушевува. Сега, ја ќе ти кажам, имав среќа што мојот брат е, значи, поет. Да не речем така, надарен поет, ама многу ја сака народната песна. И така еден друг, живееме, близко сме, разговараме, многу пати не се работи, него се прави муабет како да се направи скица или каква песна, што ни фали, што сме направили, што не сме направили, што е добро нешто, што би требало да поднаправиме. Така да треба многу муабет. Сега јас гледам дека ова пандемијата малку не така под затвори, а со секој излегување, со секој наше дружење што било порано низ студијата, секој пат можело човек да најди некој што ќе кажи, како ќе кажи, па ќе ти поттикне идеја да речеме нешто или така. Во тој сега сме така малку подзатворени, дај Боже ова многу побрзо да помине, не знам како. Оти овој разговор баш заради тоа и го прифтив, да ти кажам дека си ти одавна немам излезен од дома и реков добро со Златки се видиме, инаку се слушаме нели по телефони со сите пријатели и дружењето е голема работа. Не мора секој пат да се прават за музика, муабет, ама во некој контекст, некој пат ќе падне музиката и така се доаѓа до некој клик, моменти кај што може да сине нешто како може да. Сакам сите млади таленти и сите музичари што ќе го гледаат и што ќе го слушаат ова интервју. Јас секогаш и секој човек може на моменти да замисли дека е не знам колку горе, не знам колку е супериорен. Јас научив, сакам и вие да научите од маестро Миле Барбаровски за едноставноста, за цврстото газење по земја, значи толку голем музичар од што може навистина не Македонија, него и со неговата музика нигде нема да ве застрами, но сепак е толку приземен и јас обожавам да го слушам, бидејќи таков ми е биоритамот, многу репризи од негови интервјуа гледав и што вика дека многу сакаме муабет да правиме, значи најважно е филозофски да формирате една филозофија со еден ваков пример и мислам дека нема да има проблем за секоја кариера и за секој чекор, за секој пат да трае што подолго. И јас многу научив од тие ваши муабети, од секогаш сум ве следил. И сакал да не подразбери обичниот човек. Само изгледам тие помладите пејачи не може да не подразберат. Сега
како стана таа навала на преснивување, нели, кавер верзија, не е добра таа работа. Знаеш што, некои ќе ја поминат кариерата и еден ден кој ќе се вратат назад, ќе немат 5 песни своји. Нема да направат лична карта за себе. Лична карта. Значи, што е работела? Не можеш да снимаш ти толку кавери, не знам, за да се докажеш како. Сними 2 песни. Знам дека играат улога финанси таму вамо, сега кај нас и се уште не е некоја баснословна сума, нели, Така. за да се сними песни. Али прво, најди добра песна, одбери добра песна, за да имаш багаж назад. Утре, други ден, тие песни, сега што ги преснимуват. Нормално, они одат по добрите песни. Ама ќе дојдат нови генерации, тие уште по 5 пати ќе ги преснимат. И нивните снимки ќе се заборават, а ќе останат тој што снимал своја песна. Тогаш ќе, чија е ова снимка, од овој пејач. Затоа многу пати разговараме. Деца, викам, не трчајте. Вие имате место кај да покажете, нели, има концерти тамо вамо колку знаете да пеете. Гледајте да си направите, значи, еден свој репертоар на песни што ќе бидат во етерот утре ден да те препознаат по таа песна. Не по песната Бадве што ја испеал пред 50 години. Бадев е испеал, Бадев каков, таков, тој е најдобриот пеач се уште останал и се ти не можеш сега со неговата песна да рече јас поарно ја пеам од Бадев. Некој пати може е полоша снимка, не знам како да кажам, ама првата изведба е прва изведба. Личната карта е негова. Личната карта е колку негова. да е, затоа како и да е сликата. Многу ќе се покаат, пошто времето многу брзо сега подпоминува. Доаѓаат многу нови генерации. И нема да имат време кога да си направат своја песна. Така да треба разговор, треба зборување многу на тие млади дечки. Мене ми е криво што има таленти кај нас, се некои се во незавидна положба, може, не знам, нема некој да ги подтурни што викат, нели, мислам. И може треба се помага на друг начин со тие млади нешто да се прави. Кога е за помошта, значи ние заедно со ИНТВ продукција дојдовме да ве замолиме, да ве прашаме, сакаме да правиме еден надпреваредно шоу, една случка на македонска народна музика и ќе се вика Нови млади. Да. И заради наш подобар легитимитет, сакаме да ве прашаме дали би ја имале вашата поддршка како Миле Барбаровски. Со цел да им помогнеме на тие таленти што се во незавидна положба и што се во завидна положба, значи на секаков начин за да се дојде до шанса да бидат ислушани од еден квалитетен, да кажам, композитор и едноставно да можат бесплатно да ја добијат таа промоција и да бидат слушнати, видени и понатака да бидат подпомогнати. Дали мислите дека ви е добра? Не знаев дека имате таква некоја шема, тоа е веќе добра работа, веќе мувите отиде на друга страна. Мислите така. Не знаев дека такво нешто припремате. Во секој случај тука сум да соработка јас, нема проблем. Штом сте намислили такво нешто да правите, поготово во ова време, добро е, ми се допаѓа, мора да се измислуват некои такви. Ја не знам сега како ќе оди сега целата ова работа, ама еве јас сум тука, стојам зад некој добар пејач што ќе ми го понудите или да го слушнам, да видам кој е, како е, шо е, поти ја ретко правам сега песна, дај песна за овој, не. Треба да го знам човекот, како пее, што пее, тоа ми подпомага многу. Мене, за да направите приказна. Да. Знаејќи ги гласовните можности, да речеме, може знаеш и ти самиот, и од 5 тона да се направи песна, што е многу пати потешко, али може и поголема песна да се направи, ако има, да речеме, способности гласовни, така да сега ние секој пат бараме, нели, вака човек со вокал одличен, да биде интонативен, да немаме многу работа во студио и тој самиот да не осети, мислам, некои трауми од студиото е опасна работа за прв пат пеачи кој ќе влезе таму. Затоа јас сум знаел многу пати
да подработувам со нив и да ги припремам пред да отидеме на сниме, што може да се случи, како ќе се случи, да не ги фаќа паника, бидејќи јас имав на почетокот многу непријатен момент, девојчето пее, ја слушаме во една летна бавча и ми вика тоа убаво пее, да бе, викам добро пее. И јас ја нудам во радио, викам така и така има девојче убаво пее, нема проблем, ајде млади, тие сакаат донесе ја. Направив песната, ја пробавме на клавирот, убаво звучи се. Влезе во студио, никој пат не ставила слушалици, си изгуби девојчево. И сега овие од студио таму ми кажа, Миле, шо е работело сега? Ја шо да кажеме, викам, еве да ја пробаме, ќе ја слушате, девојче се изгуби едноставно и мислам дека не го видов никој пат веќе тоа девојче да запее. Значи, може и јас сум кривецот, не сум знаел како психолошки да постапам или педагошки, не знам како, ама и јас бев многу помлад, тоа беа првите години, таму 86 и 7 година. И тие работи се многу битни сега, сакам да кажам, треба да се припреми пејачот, што може да се случи во студио, ако некој не пеел под слушалици е тешка работа. Па, Да навик наеднаш. Јас мислам дека колку да е травматично за некој што е уморен, дека се е со искуство и се победува. Ве разбирам и вас, можеби така, но секогаш да, карактери имаш и така. И јас Иначе убава ви идејата, ми се допаѓа. Туркајте, вие сте млади, ние ќе помагаме колку можеме. Јас сум Многу многу драго. среќен што ве познавам, многу сум среќен што ова интервју ќе остане и да сте живи и здрави. Благодарам, па се гледаме Фала, на некој Злата. од Благодарам. надпреварите. Со Господ Благодарам многу. Мило Благодарам Милеш. многу и мене ми е драго, затоа и си дојдов да се видим.